Пајак нападна полицајка, само 6 месеци условно за сообраќајна несреќа со смртни последици, 3 години за прегазена девојка на пешачки, воспитна мерка за дилање на дрога. Политиката на неказнивост, што ја промовираше политичко-судската мрежа во изминатите 7 години, доведе до тоа да ни се случуваат трагедии како оваа последната со убиството на младата Фросина. Закон имаме, но проблемот е што не се спроведуваат. Поред експертите, дури да се имплементирале и најлошите законски решенија, би било подобро и би имало помали последици отколку нивно целосно неспроведување или кршење. Според нив, државата треба да се насочи кон сузбивање на таквите состојби. По државата е промовирана систем на неказнивост како правило на однесување, место да биде обратно. Треба да биде промовиран систем на законитост и на казнивост на секој сторител на било какво казнено дело, така како што е наведено во законот. Законите ќе се надоградуваат, ќе се унапредуваат решенија и така натаму, меѓутоа да повторам уште еднаш, не е проблем во законите. Години наназад, јавноста сведочи на бројни ситуации во кои сторители на кривични дела со смртни последици се спогодиле со обвинителството или им била пресудена минимална казна. 2 години затвор за убиецот на 32 годишниот Гоце и неговото неродено дете. 3 години доби возачот кој ја прегази 24 годишната Викторија Кајситимол, а исто толку доби и кумановката Гордана Филиповиќ, која го прегази 76 годишниот Слободан Ангеловски кај мостот Гоце Делчев. Гостиварското обвинителство се спогоди за неверојатни 6 месеци за Зоран Милевски Кичец, кој беше виновен за сообраќајката кај стража со смртни последици. Маневски оценува дека тоа се низа апсурди на правосудниот систем, кои го зголемуваат гневот кај јавноста. Значи, си седоа за право одредени моќници во општеството да бидат над законите. Никој не може да биде над законите и секој треба да одговара за тоа што го сторил. Ама ние гледаме какви се состојбите, ама со зборови само не се води битка, него каде се институциите, јавниот обвинител, судовите, па и во одредена мера органите за внатрешни работи. Значи, мора да се сузбие она, ќе направам нешто, ама некој ќе ме влече и ќе ме извлече. Катастрофа е тоа. Врзината на постапувањето и корумпираноста беа детектирани како најголем проблем на судството со најниска оценка во последната анкета. Непостапувањето и спороста, според министерот Филков, отвара можност утре да има исти или слични случаи. Според него, правосудниот систем мора да се менува од корен, од надвор, но и од внатре и нема да се дозволи неказнивост и недопирливост.